Добар ден, добре дојдовте во новото приложение на подкастот Митови и факти на Слободен печат. Овој пат ќе говориме за актуелни теми, односно за најактуелната тема на Скопје, тоа е Safe City или безбеден град, значи новите правила кои што важат во сообраќајот. Денешен гостин е Дејан Трпевски, сообраќајен инженер, вешто лице, по мене најдобриот познавач на сообраќајните прилики и правила во Скопје и во Македонија. Добар ден. Добар ден. Предпоставам овој период беше неверојатно тешко да се најде слободно време. Новинарите ностоп ти звонеа, ностоп те бара за да прашаат мислење за Safe City. Како го преживаа овој период? Па мора да признам дека имаше покањи од повеќе медиумски куќи за интервју. Поради некои здравствени причини не бе можност да одговорам на сите, на едно-две места колку што успеав да одговорив и побарав малце да ги ангажират и останативе колеги што се од браншата, сепак има и други колеги кои што се доволно стручни и компетентни, кои што може да дадат своје мислење во поглед на актуелните состојби со Safe City и колку што видов тоа веќе почна да се реализира, така да се во следниот период ќе може да имаме и одреден број други колеги кои што ќе го изнесуваат своето мислење во поглед на сообраќајните правила и прописи. Ние Слободен печат бевме многу среќни, значи успеавме да те добиеме, да доеш тука и сега додека не добиеме одговор на сите прашања што интересираат, не те пуштаме. Safe City, ајде една генерална оценка. Како една генерална оценка за системот. Значи правилата, само да кажам, можеби во најавата не бев доволно прецизен, правилата се исти, значи предходно смееше да се вози само 50 на час, но сега тоа некој и го проверува и го казнува. Како тоа изгледа? Па видите вака, Safe City е нешто што е систем кој што веќе не дава пунктуална контрола, како што тоа го прават припадниците на Министерството за внатрешни работи, нели, кога ќе излезат со радарот или контролите на одредени точки. Safe City е континуирана контрола на одредени точки. Што се под тие точки почести, поголема е можноста за да се уловат, нели, оние прекршителите на сообраќајните незгоди. Добра работа е што ова функционира 24/7. Сега, колку системот ќе биде успешен во обавувањето на својата, нели, намена за која што е дизајниран, ќе зависи од тоа како ќе се реализира и како законски ќе биде подкрепен во понатамошната негова функција. Во овој период кога гледаме овој тест периодот, резултатите се многу позитивни, затоа што очигледно е намалувањето на брзината на движење на возилото, што е еден од главните причинители на сообраќајните незгоди и оние последици што се од истите. Меѓутоа доаѓа тука веќе почнува да се манифестират и други проблеми со доставата на телефонските броеви. Очигледно е дека има доста погрешно дадени телефонски броеви, погрешно имейл адреси заведени, кај некои стасуваат, кај некои не стасуваат. Значи имаме ситуации каде што човекот е дома, возилото му е во гаража, истиот добива порака дека направи сообраќајен прекршок. Значи системот има своји дечи болести. Значи тоа ќе мора да се испеглаат тие дечи болести и добро е во овој тест период што повеќе такви аномалии кај системот да се детектираат. Меѓутоа системот сега произведува една нуспојава која што од една гледна точка е позитивна, меѓутоа од друга гледна точка е негативна. Забележливо е во градот Скопје дека е намалена брзината на движење на возилата драстично, што произведува сега веќе зголемување на гужвите на одредени потези кои што до сега као такви ги немало. Само да во интерес дискусијата кажам, во 16:30 часот, од 16 до 16:30 па и до 17 часот, неподнослива е гужвата во Скопје. Никош не било така. Дефинитивно. Значи, потезите околу Желеничка станица, битва за централното градско подрачје, па и Сити Мол, да кажеме, излезите од Скопје тогаш се пренатрпани затоа што има голем број на камери на тие потези и луѓето возат многу повнимателно и самата таа внимателност доведува до намалување на брзината и зголемување на самата гужва.
Така да во иднина мислам дека ќе треба да се поработи малце на тие технички решенија за барем брзината на движење на главните сообраќајници во градот Скопје, да се зголеми од 50 км на час до барем 70 км на час, меѓутоа тоа ќе бара големи. Значи тоа за да може на партизанска се вози 70, не треба да има онакви пешачки премини, семафори. Не, дефинитивно, значи за да постигнеме поголема брзина на главните сообраќајници во градот. Значи зборуваме само за булеварите, оние што се меѓусебно раздвоени со разделно зеленило или со жардинери, ограда, делот што е, кажеме, Крсте Петков Мисирков булеварот, аеродром булеварите што се булевар Србија. Значи на тие булевари, за да може да се постигнат такви брзини, треба да го раздвоиме сообраќајот на возилата од останатите видови на сообраќај. Значи тука мора да дојде до денивел, до укинување на сите пешачки премини, значи во ниво што се, да немаме пешачки премини во ниво, сето тоа да биде денивелирано дали над ниво или под ниво е малце поскапо, над ниво тоа се со метални конструкции може многу лесно да се изведе и да биде релативно ефтино да биде. Меѓутоа булеварите кај што се нели велосипедските патеки мора да бидат заградени со добра ограда која што ќе спречи неовластено преминување на пешаците на било кое место на булеварите. Тоа е нешто како градата што има направено кај градска болница, меѓутоа идејата е добра, меѓутоа реализацијата е лоша затоа што таа ограда е релативно ниска и овозможува прескокнување и овозможува да се подвлечете под неја и да преминете. Меѓутоа зид треба. Па не зид, меѓутоа културна ограда виси на 1,20 м да биде барем, која што ќе спречи прескокнување и поминување низ оградата. Со тоа би се спречиле пешаците да поминуваат таму кај што не е дозволено, а оние нели надвозници за пешаци би обавувале функцијата на пешачкиот пермит. На тој начин ќе се укинат многу семафори на булеварите кои што се само за пешачки. Со тоа ќе се зголеми должината на полињата за движење помеѓу една и друга крстосница, а и ќе се избегне колизијата помеѓу пешаците и велосипедистите, нели, и оние останатите што ги користат нели другите сообраќајници, другите делови од сообраќајниците како што се велосипедски патеки и пешачки патеки, да дојдат во колизија со патничките нели возила. На тој начин ќе може да се зголеми брзината на движење на булеварите, затоа што ако ова остане вака како што е, град Скопје ќе се соочи со огромни гужви и огромна нервоза кај потребно булеварите, односно ние брзи сообраќајници кои што нели сега се вози 50 на сат и се испрекинати со огромен број на пешачки премини и семафори, треба да бидат нели пуштени да нема такво нешто, нели, да може да се вози барем 70 на час. Барем 70 за да можеме да го канализираме овој обем на сообраќај, затоа што видите, ако гледате структурата на возилата кои што се движат наутро во шпицот и во 16:30 часот, ќе може да забележите дека огромен број на тие возила се возила со регистарски таблици од Тетово, Гостивар, Велес, Куманово. Неспорен факт е дека барем 1/3 од да харикирам од сообраќајот кој што и од жителите на овие нели соседни градови на Скопје работат во Скопје и секој сабајле доаѓаат со возила. И тој притисок овој град тешко го издржува. Значи не е дизајниран градов за толкав обем на сообраќај. Нормално пуштањето на други сообраќајници и поврзување како што е нели мостот кај Сити Мол преку Вардар, мостов кај Хотел Русија и други, клучката во нели кај Систина ваму што е кај булевар Никола Карев. Со пуштањето на тие сообраќајници ќе се релаксира малце сообраќајот, меѓутоа тоа е недоволно за да го канализира целиот овој сообраќај. Но центарот на градот е неподностиво. Да, дефинитивно. Сега ќе видиме со пошто сите тие возила идат во центар. Со реализација на проектот што е за кружни текови и подземната сообраќајница што е ваму во Ама тоа не ли беше напуштено едно време? Не, е тоа напуштено, значи тоа се треба два кружни тока од двете страни на Diamond Mall, така? Два кружни тока колку што знам треба да има од страната кај Нова Македонија и еден кружен ток од другата страна, а по Diamond Mall веќе постои сообраќајницата, само што не може да се пушти во сообраќај затоа што нема приклучоци од двете страни. Тоа би било некое решение кое што би го забрзало сообраќајот во тој дел од градот. Имаше една идеја нели за сообраќајница од кај Влада, па по кеот подземно да излегува кај мислам дека беше кај Народна банка,
меѓутоа тоа се напушти, не знам зошто се напушти. Тоа е исто едно добро решение би било да го прескокнеме централното градско подрачје, односно да најдеме начин да го или заобиколиме, заобиколувањето е невозможно, немаме каде, значи само може да се оди со подземна сообраќајница. Сега тоа ќе кошта не знам колку пари, меѓутоа тоа е едно од решенијата како овој дел нели централното градско подрачје да влезете од едната страна да излезете од другата страна, за да тоа може да се. Тоа многу би го олеснило сообраќајот. Тоа огромно олеснување било, не многу, тоа било огромно олеснување со сообраќајницата под Дајмон и ова сообраќајница доколку се направи тоа би било огромна релаксација на сообраќајот, затоа што тука нема да имате крстосници исклучувања, него влегувате во една точка, излегувате во друга точка и брзината можела да биде 70 па да кажеме 80 км/ч подземна сообраќајница, немате пешачки премини, немате семафори, немате ништо. Така да такво едно канализирање на сообраќајот на тие главните токови би било идеално за градов. Да. Значи потребни се многу пари и многу памет во цела ситуација. Некој ова да го памет, ние нешто не може да измислиме нешто што е веќе што постои секаде и на западот постои. Може да видите во Брисел. Брисел имате ни центарот на градот сообраќајница која што е укопана доле и можете да видите како се движат возилата и само имате исклучоци од таа сообраќајница. Тоа е брза сообраќајница. Паралелно со неа имате и други сообраќајници кои што се побавни и служат тука за локал. Меѓутоа ако сакате да дојдете од едниот до другиот крај на градот или да 2, 3, 4 блока да прескокнете исклучувана таа сообраќајница се вклучувате. Земете го пример Белград, автопатот сега тој поминува низ градот и се користи од градскиот превоз. Значи и има жолта лента за автобуси и во најголемите гужви со автобус ќе стигнете најбрзо. Да. Па не, видите, Белград тоа има решено од се поинаку и во градот имате посебна лента само за автобуси и за такси возила. Да. И од тоа од кога го воведоа, кога бев во Белград, ми беше малку чудно и потоа сватив што е поентата на целата работа. Гледате една сообраќајна лента, никој не се движи, меѓутоа таму казните се за влегување во таа сообраќајна лента. Ригорозни камери има на сите места поставено и едноставно не смеете да влезете. Велат, не може да го решиме проблемот со голем број на возила, но можеме со јавниот превоз да го решиме проблемот и на тој начин може би требало да се направи една пешачка зона од, да кажеме, трговскиот центар Палома Бјанка во центар што е таа улица низ центарот да се затвори за сообраќај до градска болница, значи тоа да биде пешачка зона каде што би можело да се движат исклучиво само автобусите на јавното сообраќајно предпријатие и такси возила, да кажеме. Да. И забрана за движење на обичните, нели, да не смееме ние да возиме. Да не може никој да влезе со автомобил таму, меѓутоа за тоа веќе мора да се направат други дополнителни инвестиции, сообраќајницата што оди позади собранието, таа треба да се направи да биде барем со 4 ленти, не са 2, со 4 ленти, за таа сообраќајница што е сега низ центар на Рекорд, која ќе се загуби таа, да може да се канализира сообраќајот преку некоја друга и овие подземните кои ќе се проби. Тогаш веќе тоа би можело да се затвори и веќе би имале некое централно градско подрачје ослободено од нели гужви на сообраќај. И нормално треба да се зајакне јавниот превоз, сега да бидеме реални. Скопје речи си да го нема тој јавен превоз, значи тие автобусчиња што ги имаме не се некое решение. Видете, решението е градскиот воз кој што го започна. Ако тоа се реализира така како што треба да се реализира, тоа би било едно решение кое што би можело да реши огромен проблеми во сообраќајот во градот. Меѓутоа, некои информации што добивам дека градскиот воз се турка, сега се турка и Бас Рапид транспорт систем. Тоа е она БТР БТР-то, да. БТР-то не може да оди паралелно со. А зошто не може? Па не може затоа што никој нема да го користи градскиот превоз, ќе го користат БТР-то. Градскиот воз ќе го користат БТР-то или обратно, ме разбирате? Еден на друг се конкуренција. Градскиот воз е добро што пругата поминува низ градот. Автобускиот превоз треба да биде дополна на градскиот воз. Значи, еве еден пример ќе ви таму кај што нема воз да има автобус. Таму така е. И автобусот да го храни градскиот воз. Да. Еден пример. Имате автобуси кои што нели идат Батинци, Маркова река. Таквите автобуси не смеат да доаѓаат у градското централно подрачје. Таквите автобуси треба да ги собираат патници да ги носат до Драчево до автобуска станица. Да. Другите, нели, до железничка станица. До железничка станица, да. Па од тука автобус да имате кој што ќе оди од железничка станица до Лисиче, од железничка станица до некои одредени места во градот, да не се вие као што имате двојка или петка од едниот до другиот крај на градот. Таквите автобуски линии ќе треба да исчезнат. Значи само локални автобуски линии или селата што се од
да кажеме Скопска Црна Гора, ќе треба да доаѓаат автобусите до станица Скопје Север. Во Скопје Север да се качат на воз, па додат или према Ѓорче или додат према патничка станица Скопје, па тука со друг автобус локал кај што е да кажеме до државна болница или до некој друго место. Значи тие автобуси треба да го хранат железничкиот превоз, а не да бидат конкуренција едни на други. Така да ако се влезе во некоја реализација на двата проекта паралелно, мислам дека ни од едниот ни од другиот проект нема да имаме ефикасен систем. Значи тоа треба така. Значи све да биде тоа една фирма, што би се рекло, и да буквално еден систем. Значи вие со една карта купена да можете се возите и во автобусот и во градскиот воз, и кога ќе слезете со друг автобус да продолжите, да не мора стално да купувате втора, трета, четврта, пета карта или значи тоа се решение кои што ги има на ги има, запад, многу се чести тие, и не е тоа проблем. Да, во едно такво решение би било добро. Тој систем го имаат во Љубљана, Park and Ride имаат автобуси. Значи возилата кои што влегуваат во градот да не вршат притисок на градската сообраќајна мрежа, едноставно се прават паркиралишта уредени на влезовите во градот за 1000, 2000, 3000, 5000 возила, се не е битно, се прави некоја анализа колку тоа треба да биде големо. И автобус трга од тие паркиралишта, доаѓа до централното градско подрачје или до железничката станица, ве носи каде што треба да се прекачите на друго превозно средство со истата карта. И со истата паркингот, со паркинг картата, со таа се возите и возилото ви е цел ден ви е оставено за паркирање за смешна сума. 2 евра цел ден може да го паркирате возилото и со тие 2 евра се возите во градот. Тоа е само за да ги демотивирате да влезат во градот, ама да ги мотивирате да го користат јавниот превоз. Така да Скопје би требало да има 2 влеза, или западниот и источниот влез, 2 големи паркинга, и луѓето кои што доаѓаат да работат во Скопје од Велес, од Куманово, од Тето, од Гостивар, да не влегуваат во градот со возилата, него само да ги паркираат таму, да се качи во, да кажеме, во Ѓорче на воз, да дојде до центар, од тука со автобус. И за нив е полесно за помали автобуси, не вакви зглобни големи автобуси. Тука ќе ви требаат помали автобуси, поголема фреквенција само да имаат автобусите, затоа што ќе бидат кратки релациите. Знаете, 5, 6, 7 станици во еден правец, 5, 6, 7 станици, 10 станици во другиот правец, и на тој начин би имале поголема фреквенција на обслужување. Али главната работа треба да ја обавува градскиот воз. Тој треба да ги донесе луѓето од Драчево, Лисиче до центарното градско подрачје. Тогаш веќе ќе имате огромно растаретување на сообраќајниците што ги поврзуваат овие приградски населби, како што е Новоселски пат, Ѓорче, Илинден, значи од таму тоа би било идеално. Илинден имате железничка станица, меѓутоа треба да се уреди околината на железничката станица да може автобусите тука да доаѓаат, да носат патници, да ги земат, за да не доаѓаат до централното градско подрачје. Да, значи треба се и не бара тоа толку многу пари колку што бара волја. Не бара, се бара волја и организацијски способности тоа да се организира. Сите европски метрополи на тој начин го имаат генерално решено. Нели? И секаде има гужва, тоа не може да се избегне, претпоставувам, но сепак нели оние намерници да можат на време да стигнат таму кај што треба да стигнат, а тој што сака авантуристички со кола да се вози по големи метрополи, нека се вози сега, тоа не е проблем. Тој ќе се вози, меѓутоа ќе треба да плати цех за таа работа, да кажеме, за да скап паркинг да плати. Така, за да вие ги мотивирате граѓаните да ги остават автомобилите надвор од градот или да го користат градскиот воз, ќе мора да воведете покрај тие нели мотивирачки мерки, ќе мора да воведете доста демотивирачки мерки, значи непопуларни мерки од типот скап паркинг, забрана за влез, црвена зона за движење, обележување на сите можни слободни места како паркинг места, значи такви работи за да може да го демотивирате кога ќе видите колку тоа ќе му биде скапо. Ќе рече подобро ќе го оставам возилото дома, ќе си дојдам и побрзо ќе дојдам и нема да ме кошта многу, и на тој начин полека ќе се створи една навика кај луѓето за користење на тие системи за масовно обслужување на патници, така наречени СМО системи. Да. Добро, сега Safe City, кој добро разбрав, и не е баш нешто многу добро распореден по градов. Го има на некои места, многу на некои места воопшто го нема. Зошто е тоа така? Па видите вака, значи од она ја што лично сум го перцепирал, сум го забележал, булевар Илинденска нема камери од Safe City, има камери што се за следење на сообраќајот, меѓутоа нема одделот на регистрирање на брзина и регистрирање на прекршоци. Теодоси Гологанов исто во голем дел нема поставено камери и некои други места во градов.
Зошто е тоа така? Не знам, дали е тоа... Видов немало на пластичарска, немало на... Да, слушнав ја за пластичарска, дека... Кои беа другите делови таму? Фактички тој дел кога си иде на Кајлинденска, дека исто така непокриен. Покриена обиколницата. 8 септември булеварот исто. 8 септември булеварот не е покриен, да. Фактички целиот дел на градот не е добро покриен. Па видите, ја кога што добив некоја информација... А тоа се баш брзи сообраќајници, затоа и тоа го зборуваме, таму се води. Да, булеварски решенија се. Да. Кога што имам информација, тоа е затоа што прво се покриени оние сообраќајници на кои што имало најмногу сообраќајни незгоди со повреди, со смртни последици. Дефинитивно е булевар Партизански одреди едно од таквите сообраќајници, затоа мислам дека таа е покриена, мада не се покриени сите крстосници. Кога што има крстосници кои што не се воопшто покриени. Значи има и на Партизанска некои крстосници. Па мислам дека крстосницата со булевар 8 септември не е покриена со тие камери. Покриена е така и румунска болница, претходната е покриена. А така и 8 септември со крстосница со булевар 8 септември мислам дека не е покриена. Претпоставам дека ќе се покрие. Крстосницава кај Соборен храм има камера, колку што гледам, поставено само една од булеварското решение на Климент Охридски од државна болница кога водиш према влада. Од спортивната насока нема, на Партизанска нема. Има поставено некои, нели, оние столбови, претпоставам дека ќе постават такви камери, за кога тоа дали имаат само толку купено, толку имале буџет или имаат некоја друга, нели... Тие што давно ставени се тие камери, не се тие сега. Па да, значи тоа кога се ставени, какво било расположението и какви биле плановите, не знам, сега претпоставувам дека ќе ги покријат и овие крстосници со тек на време во се надевам во догледна иднина. А има ли смисла тоа да се почнува со системата да не биде покриен цел град? Ја мислам дека нема смисла. Па видите вака сега. Баремо ние брзи сообраќајници, сега ние малски улички не мора да бидат покриени. Видите вака, значи од една страна така е, од друга страна боле ишта него ништа. Да, ама па не е фер за некој да живее од дел градот кај што се покриено, друг да живее од дел градот кај што не е покриено. И двајцата возат секој ден. Со тоа се сложуваме, меѓутоа тие што живеат во еден дел на градот се движат и во другите делови на градот, така да градот е отворен за сите, секој може секаде да се движи, не сме гетоизирани, така да не сме. Да. Секој може секаде да биде уловен на камера, на пример, јас се движам и по дел на Партизанска, и тоа се движам во голем дел и по Илинденска, и по Илинденска нема, и тоа за мене, кажам, ајде позитивно. Меѓутоа брзините во овие гужви се такви да едноставно немате можност да се движите со поголема и да сакате не можете. Да, видите, тоа е интенцијата на Safe City, да ги лови оние што намерно тоа го прават, како што беше пред некој ден 230 км/ч на обиколница. Мислам, тоа е нешто што е надвор од здрав разум. Да, тоа е, значи тоа е голема брзина и за Формула 1. Ама тоа е интенција веќе. Тоа и за Формула 1 голема брзина, така да не би требало да се воопшто се зема предвид. Нормално што треба да се направи тој човек, нели не треба да вози кола. Сега, какви ќе бидат реперкусиите за таквите? Сега го чекаме законот, тој закон. Го чекаме, тука многу работи се нејасни, нема одговори. Пред некој ден видов, кажа дека ќе имало и одредено одстапување од брзината, па ако е нели 50 на сат, ќе се толерира до 55, можеби 56. Што е тука, според тебе, препорачливо да се... Колку тоа треба да се биде трпелив со ние што го прекршуваат законот? Видите вака, значи... Предпоставам дека и тие камери не се најпрецизни, предпоставувам. Дека ако е 51, дека тоа може би е 49, тоа нели... Така. Да. Самиот производител на камерите има дадено прак на толеранција, затоа што не постои нешто што е апсолутно точно на овој свет. Значи имате еден еталон и викаме да, ова е еталон од 1 метар. И не постои више ништо друго што е 1 метар на планетава. Се е 1 метар и некој микрон повеќе, значи постојат тие одстапувања. Секој тип на овие камери има праг на грешка. И кога се врши баждарење на истите, има праг на грешка. Ако е во тој праг, камерата се пушта нели во оптек и е баждарена и ги исполнува условите. Ако е надвор од тој опсек, веќе не треба да биде во функција, односно се носи на сервисирање за да може да се дотера да биде тој праг нели на толеранција. Истото важи и за брзиномерите на возилата. И тие брзиномери на возилата не се сите идеални. И таму има одредени одстапувања. Сега, кога ќе ги земете во предвид одстапувањата на
брзиномерите на возилата и отстапувањето на камерите, веќе се ствара некоја процентуална разлика која што доколку одиме како со нож пресечено 50 км на сат и ни еден повеќе од тоа, веќе ќе имаме проблем, затоа што е невозможно вие на аналоген брзиномер да подесте брзината да биде на 50 км на час. Немаш. Па и да не е аналоген е многу тешко. Да, нови возила сега има ограничувач на брзина, може да си ограничите самите брзината на движење. Но тоа не функционира добро на мали брзини, тоа функционира добро на големи. Така е, тоа се сложувам. Така да одредени отстапувања мора да има. Сите европски метрополи каде што е воведен ваков систем имаат одредени отстапувања. Отстапувањата се движат од плюс 3 км на час до плюс 7 км на час, во зависност од искуствата и од системите кои што се инсталирани кај во одредени држави. Сега имате системи кои што имаат и поголеми отстапувања, да кажеме колку што до информација, Шпанија има 7 км на час отстапување. Да кажеме, во Москва е плюс 14 км на час отстапувањето. Имаат најсофистициран систем поставено, Европа нема таков систем како што го има Москва поставено, затоа што имаат користено најнова технологија од Huawei произведена, дека ние сме алергични сите на Huawei, нели не ќеме Huawei поради X причини, да. Многу е добро за нас. А имаат најсовршен систем, меѓутоа има дозволено плюс 14 км на час, 15 км веќе ви пишува. Тоа е нивната проценка. Да, проценка има таква и таков став имаат законски го изрегулирале и со тоа одат. И кај нив тоа функционира. Шпанија има плюс 7 км на час. За наши услови дека да одиме со такви некои нели одстапување од поголеми од 7, 8, 10 км, тоа е мислам непотребно. Прво немаме такви сообраќајници кои што би дозволувале такви големи одстапувања. Според мене сообраќајници со 6 ленти како што се во Москва. Да. И во некои други европски градови. Од она што досега можам да го изанализирам, од она што се пријавува, најголем број пречекорувања на брзината во градска средина се движат од 51 до 55 км на час. Значи тука се 51, 52 до 54, ретко некој 55, а повеќе веќе нагоре тоа веќе да кажеме интенција не нели ненамерно. Значи 55 км на сат тоа е плюс 5 км на час, тоа е некои 10%. Така да некое одстапување од плюс 10% од максимално дозволената брзина би било некое, да кажам, прифатливо решение кое што нема да зголеми опасноста од движењето, а ќе им даде малце комодитет на возачите да не мора на секој 5-10 секунди да гледа во брзиномерот, па сега нели вчера имаше некоја информација дека е зголемен бројот на вержните судари, а тоа е било од причина што морал да гледа во брзиномерот се почесто и почесто. Така да, секој еден возач кога вози 50 го чувствува возилото дека се движи со 50, се дали 51, 2, 3, ако му дадете 55 граница, тој нема толку да биде оптеретен со тоа, него едноставно на осет ќе го вози возилот, под време на време ќе погледнува. А вака стриктно 50 веќе имате проблем каде што никој не сака да плати казна, па макар таа била и 10 евра и да платите за 8 дена и 5 евра да биде, ама денеска 10 места ако поминете па по 5 евра 50 евра, па вие зашто сте отишли на работа? Како што тие брзини ќе убацуваме во четврта брзина, баш ме интересира. Па многу тешко. Многу тешко, мислам дека е лошо и за возилото. Па многу возилата трпат поголем стрес на помала брзина, зголемена е и потрошувачката ке возилата на да ви возите 50 км на час 15% повеќе потрошувачка, да, се трои. Па токму затоа и апелот да се направи редизајн на градскиот сообраќајен систем, односно да се оди со нели зголемување на брзината на булеварите, ќе се добие на брзина, ќе се намали потрошувачката, ќе се раздвоат сообраќајните токови на нели ранливите категории пешаци, велосипедисти од возилата и ќе се зголеми протокот, така да они побрзо да возат и да може да па дури пета брзина да ставиме. Па добро, пета со 70 нема да може да ставиш, нема, со четврта веќе би била солидна брзина и би имале бенефити како и возачите, нема да се нервираат, нема да има гужви, ќе се намалат гужвите, дека нема да има гужви, тоа не може да го исклучиме. Ќе има гужви. Ќе има, да. Меѓутоа тоа се потребно некој во градот, градскиот татко да се ангажира околу целата работа, еве да направи еден експеримент, пилот проект, да кажеме партизанска од почетокот до крајот да ја направи да ја редизајнира, односно да направи да биде со денивелирани пешачки премини, да биде заградена и тоа да биде
пилот проект, каде што ќе да стави и онакви надвозници. Да, па треба, видите, тоа не се тоа скапи. Некако оној надвозник што е на Битпазар од бетонска конструкција. Да. Тоа е челишна конструкција, 2 метра широк да може двајца само да се разминат. Немате тука потреба од ништо, не треба ни да биде покриен, не треба ништо да биде. Значи пешачки кога поминете дожд ве врне, така да. И одека качете се горе, нека ве врне дожд ќе поминете и ќе завршите работа. Така да тоа би било релативно. Многу е побезбедно и за мали деца и за сите. Тоа би било релативно ефтино да се направи, само треба да има волја кај тие што управуваат со градов да влезат во еден таков проект. Пилот проект, да се видат бенефитите од таквата брзина, зголемена движењето, да кажеме, по партизанска. И тогаш гарантирам дека нема да имате сообраќајни незгоди со смртни последици или со повредени пешаци. Ако не можат пешаците да поминуваат, нема да имаме. Дефинитивно. Да. Видете, партизанска е сообраќајница на која што гравитираат огромен број население, кој што има потреба секојдневно да преминува од едната на другата страна. Да. Значи, со такво ниво, со таков број на население кој што попрешно го поминува коловозот, не треба никој да ви каже дека треба да направите нешто, односно да го денивелирате. Тоа е природна. Значи, автомобилите и пешаците или возачите на велосипеди оставно да немаат сообраќај, едноставно да немаат сооднос. Да немаат колизија едни со други. Добро. Слушнавме и се спомна за некаква листа на возила кои што ќе бидат иземени од Safe City. Се тоа отвара многу сомно што отвара. Значи, претпоставам дека тука се мисли на колите на брза помош, на полициските возила, на можеби ние возила за придружба, нели, кои што возат лица кои што се под придружба, така? VIP личности. Но тоа отвара можност, тоа претпоставам дека ќе мора многу добро законски да се регулира. Ако се избегне, тогаш ќе имаме, како и за многу други работи во минатото, листа на повластени и сите останати. Видите вака, согласно законот за безбедно сообраќај на патиштата, одредени категории на возила, како што спомнавте, брза помош, полиција, противпожарната бригада, имаат одредени изземања од законската регулатива. Значи, во поглед и на брзина, во поглед и на преземени действија, во поглед на сообраќај на крстосница семафоризирана, тука немаат повластица. Ако влезете на семафоризирана крстосница, влегувате на собствен ризик, ако направите сообраќајка, одговарате ако сте влегле на црвено. Значи, во тој поглед не се изземени од тој дел на законската регулатива. Меѓутоа, за овие казни кои што во голем дел Safe City треба да ги регистрира, имаат изземање, што е нормално и треба да биде така. Меѓутоа, сите останати, кога велам сите останати, тоа значи и возилата со црвени таблици кои што се во собственост на државни институции, и возила на влада, на собрание кои што имаат цивилни таблици, кои што немаат ротациони светла, кои што не се обележани, кои што некаде некогаш одат во пратња на одредени возила, тие кога се движат самостојно без да обавуваат службено действие на пратење на возила, таквите возила не сме да бидат изземани. Тие возила мора да важат истите законски прописи. Сега, каде настанува тука главниот проблем и главниот сомнеш? На кој начин ќе се внесуваат во системот возилата кои се изземени од целата законска регулатива? Доколку не се направи добра законска регулатива, која што ќе може со документи да се следи како возилото е внесено во системот, ќе имаме почеток на недоверба во самиот систем. И сега има ќе одреден број луѓе недоверба во системот, меѓутоа тогаш недовербата ќе еруптира и тоа што треба Safe City да го донесе како благодет, веќе ќе падне во вода. Значи тогаш веќе никој нема да сака да го почитува, затоа што веќе имате листа на повластени и листа на неповластени, односно обични смртници. Значи, доколку не се регулира законски, значи од почеток, од барателот на таквото возило, да кажеме болница, здравствена установа, проживна бригада, треба да достави писмено барање до Министерството. Министерството некоја комисија треба да го види, треба да го одобри, треба тоа да биде подпишано, дали од министер, дали од некој друг, па врз основа на тоа да се даде налог на одредено лице тоа да биде внесено внатре во системот.
и од кога ќе се внесе во системот, тоа да има потврда дека е внесено во системот, па нема некој записник дека на тој датум е внесено во системот. Ако тоа се прави стихиски, само некој некому да се јави на телефон, внеси го и тоа возило, внеси го и тоа возило, значи имаме хаос. Да, имаме хаос. Значи тука хаос. Значи мора во пишана форма да биде дефинирано како ќе биде процедурата на внесување на возилата кои се изземени. И за неовластено внесување на возила кои се изземени, мора да постои кривична одговорност. Значи, ако тоа не се реши, ако тоа не биде регулирано до најситен детал, ќе имаме хаос. Дополнително, мора да постои механизам за контрола на внесените возила во системот, независна надворешна контрола. Да кажеме, дали од некоја комисија, од собрание, дали од судскиот систем, не знам, нека го смисла тоа, кој би ја вршил таа контрола, дали антикорупцијска, дали некоја институција која што има некакви овластувања во држава и да врши контрола, да може од време на време на нивно барање да едноставно каже влагаме во сефсити, бараме да ни покажете кој возила се внатре. Инспекција да биде една врста, да ги видиме кои се внесени и како се внесени во системот, за да провери дали некој во меѓувреме нешто нема направено. Вие ако оставите на внатрешна контрола од МВР тоа да го прави, значи каде те тужи, каде те суди, значи тоа не, значи мора да има некоја надворешна контрола која што би требало од време на време, значи не викам ја тоа секој ден или секој месец или ама годината може да ми текне еднаш, два пати, апансас да влезете внатре, дај да го видиме ова. Па сега ако имате кривична одговорност за такво нешто и ако некој се усудил такво нешто да се дрзнал да направи, ако го фатат, Че треба да биде предвидена кривична одговорност. Обавезно предвидена кривична одговорност за неовластено внесување на возила кои се изземени од прекршоците. Ќе мора да има детална законска регулатива и во делот на чување на податоците од прекршоците, обработувањето, давањето на судските органи, доставувањето на самите странки на нивно барање, значи сето тоа мора да биде јасно и прецизно регулирано за да може да се избегне секој сомнеш од страна на лицата. Значи јас како возач, ако сум направил сообраќајен прекршок и сметам дека не сум го направил, да имам право да побарам од МВР и МВР, дали на мејл, дали на било што, во одреден разумен рок, да ми го достави сето тоа, фотографијата, нели сите оние податоци кои што се на имејл или на Вибер или на било што веќе, нели на кој медиум ќе биде одбран за пренос на податоците, не е важно, да биде тоа доставено. Поставивме имејл таму, нели си доставивме? Има сега и погрешни имејлови, меѓутоа, да кажеме сето тоа е као. Ама јас потпишав дека овие податоци се точни што сум ги оставил. Да, вака ја ќе кажам, имам порака. Ја имам 3 возила, двете возила имаат добар имејл, на едното возило едната буква ми ја промашиле, јас грешили се, треба да додам да интервенирам за да го сменат имејлот. Така да се тоа мора да биде јасно и прецизно законски регулирано пред системот да почне да работи. Значи ако тоа после ќе го решаваме тоа нема ништо. Тоа ќе се заташка работата и ќе остане целата работа така и ќе биде на дискреција на одредени луѓе да може да менуваат, да внесуваат или да бришат делови внатре од самиот систем. Или секое неовластено влегување внатре во системот да биде казниво како кривично дело. Бришење податоци од системот, нели такви махинации, тоа да биде кривично дело. Доколку тоа не се направи, значи јас сум сигурен како секаде што постои. Можно секаде во сите институции како што постои можност за одредени разни манипулации со кои што нели секојдневно се бориме и државата се бори да ги исчисти тие работи, дека ќе се појават и таму. Проблемот е, оној момент кога ќе се појават и оној момент кога ќе тоа излезе во јавност, сите е мртов. Не можете вие да го натерате обичниот граѓанин веќе да му верува. Значи, стекнувањето на довербата во системот е сега најтешката работа. Значи, власта, тие што се одговорни, мора да покажат дека системот ќе биде недвосмислено ќе важи за сите еднакво. И тоа да биде со закони добро подкрепено. За да не се остават сиви зони или дупки каде што некој може било што да направи. Ако тоа се направи така, мислам дека системот ќе има голема ефикасност и ќе биде добар за сите граѓани. Со тек на време сметам дека граѓаните ќе го прифатат како тако, затоа што
ќе видат дека ќе се намали бројот на сообраќајки. Тоа е добро и за економијата на државата, помалку сообраќајки, помалку штети, помалку осигурителни компании ќе плаќаат на како оштетувања, да не зборувам за повредени лица, човечки животи, оние трошоци за лекување, што се понатаму. Значи самата држава како држава ќе има огромен бенефит. Меѓутоа многу работи треба да се направат за овој систем да се укомпонира во постоечката инфраструктура и инфраструктурата да се подобри за системот да биде уште поефикасен. Значи, довербата мора да биде на високо ниво. Значи, ако немаме доверба, како што немаме доверба многу други работи, нели? Лесно е да немаме доверба и за Safe City и ќе биде многу тешко да ја добиеме, претпоставувам. Да, и затоа не сме да има ниту тронка сомнеш или промашена работа во... Па затоа можеби треба час поскоро да се постават камери, барем на секоја сообраќајница во градот. И да брза. Видете, поставувањето камери, брзината на поставување на камерите не е некој голем проблем. Кога имате пари, ќе купите камерите, ете ги италијански се камерите, софтверот колку што знам италијански, начув некоја информација дека имало некој софтвер од Израел за следење на лица, face recognition и такви работи. Тоа мислам користи таа друга служба, не оваа. Сега да, меѓутоа имате камери на раскрсници и нивни и од други преклапање имате на камерите, сега тие не казнуваат, тие друго прават, тие камери. Јасно. Меѓутоа интерконекција дали постои меѓу софтверите и такви работи, тоа е друга работа и дали онаа другата агенција може да контролира нешто вамо или да има увид во овој дел или тие работи, значи тоа се некои работи кои што треба законски да ги регулираат. Овдека не е проблем поставувањето на камерите. Проблемот е функционирање на системот без добра законска регулатива. Ако немаме добра законска регулатива, системот џабени како сака нека биде најсофистицирани камери, најсофистицирани радари да земеме, нема да постигне својата ефикасност. Меѓутоа, ако имаме добра законска регулатива со која што корисниците на сообраќајниците, возачите ќе се уверат дека нема да има махинации, дека нема да има прогледување низ прсти на никого и дека нема да има листа на повластени и листа на обични смртници, тогаш сите со тек на време ќе го прифатат системот и полека ќе се смени менталниот склоп и ќе го прифатиме како реалност, како секојдневие и ќе почнеме да ги осеќаме и бенефитите од целата работа. Тука негде на крај би се осврнал на автопатиштата наши, нели? Претпоставам дека и таму треба да биде тоа, нели, покриено како што треба да биде покриено. И но исто така можеби тој, нели, тој Safe City систем во текот на летниот период да предизвика гужви уште многу поголемо од оние што ги имаме, нели, во текот на летото, кога на коридорот 10 се слеваат едно чудо автомобили од Србија, од Руманија, од Германија. Тоа се туристи, нели, патници, нашите патници кои масовно патуваат во соседна Грција. Но ние наплатни рампи, ситуацијата е речиси невозможна за контрола. Како тоа сега би изгледало со... Дали уште дополнително би се зголемило гужвата со Safe City? Тоа... Дали може да се предпостави такво нешто? Видите вака, значи Safe City на делот од коридорот 8 и 10 не се поставени на наплатните рампи. Тие се поставени на отворено каде што се постигнуваат некои поголеми брзини. Ке наплатните рампи веќе мора да сопирате, да кочите, да застанете, да се брзините релативно помали. На коридорите Safe City нема да има некој поголемо влијание во однос на гужви, затоа што се брзините релативно големи. Се не дај Боже да има сообраќајна незгода, како год да е, вие ќе имате застојни на сообраќајот и гужви. Тоа е во ред, тоа е, да. Меѓутоа Safe City како таков нема да има големо влијание врз брзината на движење и гужвите по автопатите. 120 доволно за тоа, да. Да, повеќе од доволно. 120 плюс 10% да дозволите, да кажеме, одстапување, мада на 120 за да дојдете до 132 треба малце поише да стискате на педалата, меѓутоа до 130, кажем, има делови, затоа што има делови на автопат од коридор 10 кои што се и за 130 предвидени со сообраќајни знаки. Да. Затоа што и во ЗБСП стои... А некои се 100, 110 сега, мислам, има и такви. 110 немаме автопат никаде, 110 имаме овие што се
Има на експрес, ама тоа не е експресни патишта 110. На експресните има 110, Да. на автопатите се или 120 или 130 или 100 110 не сум видел до сега да има. Може би. Затоа што и согласно ЗБСП во законот стои дека брзината на движење на автопат е 130 км на час. Значи, најголем дел кај нас е 120, меѓутоа законот дозволува и 130, а вие со на делници. На делници, да. Така да еве имате доволна брзина е тоа. Повеќе од доволно е за движење на отворено и нема потреба од поголеми брзини за движење на автопатот. А поголем проблем со гужвите во летниот период представуваат наплатните рампи. Значи, наплатните рампи на таквите места како што ставени се причина за формирање на колони и за малце нервоза. Возачите губат време, гориво се губи, повеќе се загадува затоа што работат во место. Вработени луѓе имате тука кои што седат цело време кои што треба да се плаќа. Значи, државата треба да смисли друг систем. Значи, не треба ние да измислиме нешто ново, него треба да прифатиме некои од оние системи кои што се во другиве држави, или винетка, или еве ако веќе одиме на тоа да вработени немаме што да им правиме, не ќе да ги пуштиме социјален мир, тогаш да може да ги задржите вработените, меѓутоа наплатните рампи да се дислоцираат како у Србија, на излезите од автопатот, а не на самиот автопат. Вака е некако како средновековно малку. Да, значи ние уште имаме систем кој што е еден од најзастарените системи за наплата. Значи не излезот од. На излезите Србија тоа го реши супер. Значи од нели кој ќе влезете во Србија до Белград, до Белград немате никаде наплатна рампа, имате излези. На излезите да, ама таму не ви треба на излезите да имате вие да имате на излезите за малите места што се 10-20 вработени по еден вработен седи, евентуално двајца. Многу имате на главниот излез што е таму пред Белград, таму имате 15-20 рампи имате кои што терминали кои што работат. Да, таму. И таму затоа што треба нели целиот затоа што ми се свига и бугарското решение со винетка, па сега не знам тие вработени, па може веројатно се запослати на вработени на друго место, не мора на наплатна да Добро, да, видите, може да се прераспределат тие вработени на други места, меѓутоа сега може да контролираат кој како вози, што вози. Сега тоа веќе во домен на Министерство за внатрешни работи спаѓа во делот на трупска полиција. Сега дека решенија има автопатот има многу работа. Ефикасноста на самата сообраќајница да биде поефикасна, да се намалат времињата на возење, да се намали загадувањето, да се намали потрошувачката на гориво, а системот да биде повторно ефикасен, а да се намалат и трошоците на работењето на јавното претпријатие кој што стопанисува нели со тие сообраќајници. Меѓутоа некој треба да донесе таква одлука за тоа да се нели направи на тој начин и да можеме да функционираме на тој начин. Предлог е и странците да не плаќаат на излез, но при евентуалното ново влегување дека мора да го имаат подмирено тоа. Имаат подмирено касата. Зошто не би плаќале странците на излез? На пример, доаѓа странец од Германија преку Македонија, оди во Грчка и потоа се враќа преку Бугарија назад. Едноставно како ќе му наплатите вие? Ако до година до година, ама да, ја продал колата до година, купил друга кола, немате вие евиденција за тоа. Зошто да ги чекате парите до година? Значи ако го гази патот треба да плати. Нека си плати. А може да се обезбеди и систем на плаќање електронски. Значи да кажеме на влез во Чешка, значи влегувате од Унгарија, во Унгарија имате винетка, порано можете да купите винетка во Унгарија на влез на Хоргош, да купите винетка и за Унгарија, и за Словачка, и за Чешка. Изгледа расипаа калимерата нешто, веќе не продава за Словачка и за Чешка, купувате винетка за Унгарија, не е винетка, нели с хартија ви го дава, значи нема ни да залепите веќе налепница, него само е документ, електронски венелево систем. Влегувате во Словачка, 10 евра е винетката за 7 дена, одма тука може да си купите, пак документ добивате. Подолу одма неколку километри влегувате од Чешка. А чешите имаат сега еден тоа зашто го направи. Они имаат проблем затоа што користат круна уште. Значи они го немаат усвоено еврото. И тука кај што се продаваат винетките, вие доаѓате со евра. Тој вика мора да ви наплатам од чешки круни. А чешката круна некаде 27-28 чешки круни е за 1 евро. Кај нив е 18 круни 1 евро. Значи тука е легализирана плячка на промената на валутата. Меѓутоа државата вика така добро си поставила билборд на кој што стои
купувате електронска винетка, плаќате електронски. Вие можете со електронски од телефонот да си платите, внесувате податоци, ви стасува на телефонот дека сте купиле винетката и вие тргате. Внесен сте во системот и веќе не може оној што стои на шалтерот, а официјално имате ставено колку е курсот. Значи 28 гледате дека на интернет, кај него е 18. 18 чешки круни, 1 евро. Значи, огромни пари, тој што продава таму, прави на тоа. Некој тоа му го овозможил. Меѓутоа, добре, има и опција. да, веќе државата ви дала опција, купете си винетки електронски, така да и странецот може овдека да си купи винетка електронски и да помине Значи, Македонија. можеме да избереме еден од овие начини, или ако веќе мора да има или наплатни пунктови, тогаш барем да бидат на на излезите. излезите, да го ставите автопатот да биде чист, да не се кочи сообраќајот, затоа што видите, намената на автопатот да носи многу голема количина на сообраќај во што е можно пократко време, со големи брзини. И секое форсирање на застанување, чекање, наплата, се губи време, се троши повеќе енергија, сето тоа кошта многу. Поевтин е системот да биде на самите излези, затоа што странциве кои транзитираат низ Македонија, тие не влегуваат во големиве градови. Транзитираат низ Македонија заминува. Овозможите му дека напушти државата. Да, дека не се задржува без потреба. Без потреба, нека си. Да, крај ќе му наплатите на граница. Ќе му наплатите на излез на Гевгелија, на предграничниот премин ставите на платната рампа. Има таму простор, тука ќе си. И онака таму се запира, се забавува. Таму мора да застане граничен премине. Значи нека застане само на едно место кај што мора да застане, на едно место нека ги обави сите тие работи. Значи наплатната рампа, предграничниот премин на 100 метра нека биде, влегувате после наплатната рампа, идете на граничен премин, завршувате граничните царинските постапки и си ја напуштате државата. А вака вие од кој ќе тргнете од Куманово, нели имате една, втора, трета, пета, седма, десета, тоа е премногу наплатни рампи се, така да таму нема да имаме од Safe City успорување, меѓутоа би требало некој да го би требало некој да го види и да го промени, да го смени системот. Значи еве сега на пример Тетово гостива и се гради нели автопатот према Охрид. Да. Моја препорака е да размислат за едно вакво решение. Да. Значи за вакво решение. Па лесно е да ја преместите место ваму да биде на платната, да биде на излезот кај Тетово или кај Гостивар, тоа е многу лесно. На влезот у Гостивар, кај што е на Дужакот, кај ќе биде веќе тука ќе ставите на наплатна рампа и сте завршили. Иако тој не е автопат, ама ние си го наплатуваме како автопат. Дефинитивно да, тоа е, па и делот од Велес до Скопје не е автопат. Да, не е, да. Меѓутоа се наплатува од страна на државата, така да не можете против силата и против тоа што го донеле како закон. Така е. Дејан, ти благодарам многу за овој разговор. Јас навистина уживав, се надевам дека и нашите гледачи уживаат. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Дејан Трпевски во нашиот подкаст Митови и факти.